Државата мора да ги искорени сите неправилности и да ги заштити работниците. Здруженијата да бидат непоколебливи, бунтовни и субверзивни, бидејќи кога гласовите ќе станат хор, тогаш моќта е поголема. Ваква порака од Штип денеска упати преседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова. Таа присуствуваше на 8-та поред текстилијада, манифестација чија единствена задача е унапредување на работничкиот интегритет и вреднување на трудот. Силата на една држава, или ако сакате силата на едно општество, не е само во економијата и во животниот стандард и во технолошкиот развој, туку пред се во социјалниот капитал. Нема повредно нешто од човекот. Во човечките ресурси, во вредностите што ги делиме и со кои живееме. Затоа јас посакувам да ја градиме Македонија како отворена, како социјална држава без оглед на партиската идеологија и упределба. Сепак и во 21 век најголем дел од работниците во текстилната гранка не ги остваруваат своите загарантирани работнички права. Има исплата на плати под законскиот минимум, а наместо 20 годишните одмори им се по 10 денови. Ситуацијата воопшто не е добра и наместо за минималец треба да се говори за плата за живот, посочуваат од Здруженијето. Секако дека не е добро. Имаме само неколку компании кои што можеме да кажеме дека почитуваат закон за работни односи, почитуваат колективни договори. Имаме внатре синдикат, наш синдикат, значи не од овие синдикати од Скопје, меѓутоа не мислам дека е добро и не мислам дека е минималната плата, тоа што постојано се збори покачување на минимална плата за евен сектор. Мислам дека тоа не се одлуки, треба да се седне на маса, да се донесат одржливи решенија и да не збориме веќе за минимална плата, да збориме за плата за живот. Во Штип текстилот е главна индустријска гранка и во неа работат околу 8.000 работници. Текстилната индустрија е наш белег на градот Штип и затоа имаме обврска како град да се бориме текстилната индустрија да ја развиваме, а таа да генерира развој во нашиот град. Во чест на сите текстилни работници, денеска во Штип свечено беше откриена и скулптурата за шиени емоции, изработена од универзитетскиот професор и вајар Никола Смилков.